Добро вечер. Добро вечер вам, добро вечер на кандидатот за председател, добро вечер на цела Македонија, добро вечер на сите гледачи. Може ли да ни го представите Кочани, а и воедно да ни кажете каде Кочани ја биде се најде во програмата на Ѓорѓе Иванов во досегашната работа, а и она со што излегува пред Кочанчани да ја бара довербата од нив? Па добро Кочани, како што гледате, е на источниот дел од Република Македонија. Целата општина има околу 40.000 жители, самиот град има 30.000 жители. Тоа се луѓе кои што живеат од давнина овде и живеат воглавно од земјоделието од Оризот. Белото злато Оризот е препознатливо овде, спрема некои кажувања уште од времето на Александар е донесено овде и луѓето само од тоа знаат да направат и живеачката секојдневна и својата економија и својот живот, меѓутоа знаат и да се расположат, како што гледате овде, кога имаме и други прилики, освен оние кои што се секојдневните проблеми кои што ги имаат. Во насока на Оризот, од оваа година, веќе во делот таа економска соработка и отвореност на надвор, има и нови обиди и нов пласман на Кочанскиот Ориз, што ви се врати повеќе во поголеми површини. Токму така, Оризот, како што реков, е од давнина овде, меѓутоа последните 20 години не му се посветуваше внимание и површините од 6.000 хектари паднаа некаде на 2.500 хектари, за да секоја година, последните 5-6 години, секоја година се подкреваат површините за некои десетина 15% и дојдеме до 4.500 хектари. Меѓутоа, благодарение на нашиот председател, благодарение на ангажираноста на нашата влада, ние од минатата година почнавме еден проект за не само за зголемување на површините на Оризот, туку и воведување на нови сорти на семења на Ориз, нови експерименти, заедно со нашите пријатели од Република Турција, заедно со Институтот од Едрене и нашиот Кочански институт за Ориз. И минатата година имавме 4 видови нови на Ориз кои се покажаа можно успешни, за да оваа година се зголемат и површините и количините кои што ќе бидат засејани и овие опити, овие проби кои што беа минатата година да се потврдат и на лице место и да се зголеми и приносот и едноставно да на нашиот земјоделец му се овозможи да има поголеми приноси. Како што напомена во најавата, Кочани станува и град на индустријата. Дел од програмата на председателот Ѓорѓе Иванов во ова негово барање на втор мандат е и фокусот кон економијата. Веќе има инвестиции во Кочани. Па добро, јас можам да кажам дека благодарение на председателот Иванов ние имавме една мощна, богата светска презентација на потенцијалите на општина Кочани во делот на геотермалните води. Значи тој беше директен покровител заедно со професорите на Машинскиот факултет во Скопје и на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Универзитетот Гоце Делчев од Штип, каде што доведовме врвни светски стручњаци да им покажеме што имаме од геотермалните капацитети. Благодарение на тоа, ние во последните 3 месеци имаме двајца нови странски инвеститори, кои што едниот веќе почна со работа, има преку 100 вработени, другиот работи на делот на подготовките и се очекува до крајот на годината и тој да има околу 300 вработувања во општината Кочани. Со тоа допринесуваме пред се, почнувајќи од председателот, заедно со сите други чинители, да го решиме најгорливиот проблем во општината Кочани, тоа е вработување.